Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Изминативе денови голем број на граѓани и невладени организации на лицата со попреченост, како и родители на деца со попреченост, покажаа интерес да оствариме средби во правец на нивно информирање за сите мерки кои ќе ги превзеде новата влада на Социјалдемократскиот сојуз за напредување на животот и развојот на лицата со попреченост и нивните семејства. На ваквите средби тие искористија можноста за нивни сугестии и барања од нивна страна за сето она што би требало во новиот мандат на Социјалдемократскиот сојуз да се превзеде, а е од посебно значење за нивна социјална инклузија. Социјалдемократскиот сојуз поради ваквиот покажан интерес за соработка и сугестии од страна на невладините организации и поединци со попреченост изразува исклучително задоволство и чест, бидејќи истото се должи исклучиво на довербата од страна на лицата со попреченост и невладините организации, стекната преку искрената досегашна соработка, партнерство во процесот на взаемно реализирање на прогресивните инклузивни политики на владата на Социјалдемократскиот сојуз и господин Зоран Заев. Ваквата доверба за нас значи потврда дека она што сме го планирале и ветиле во тесна соработка со овие наши граѓани и невладини организации навистина го остваривме. Денешниот настан поради кој сме денес тука е чин на потпишување на заедничка изјава со која Социјалдемократскиот сојуз се обврзува во новиот мандат да ги реализира барањата понудени од страна на коалицијата на невладините организации на родители на деца со попреченост, а кои воедно представуваат досегашни потешкоти и проблеми за редовно социјално функционирање на овие семејства. Дозволете накратко да ве информирам за обврските кои што со оваа изјава ќе ги преземе новата влада на Социјалдемократскиот сојуз. Во две етапи, односно два пати по 15%, да го зголемиме посебниот додаток за деца со попреченост, за самохран родител со дете со попреченост и за необезбедени родители корисници на гарантирана минимална помош. Ангажманот на личните асистенти и асистентите во домот да бидат договорно регулирани со регулирање на придонесите и плата на не помало од минималната. Доследна примена на Законот за основно образование преку редовно обезбедување на образовни асистенти. Родителите на лицата со телесна и интелектуална попреченост кои се грижат за своите деца, а поради тоа не оствариле право на пензија, по навршување 57 годишна возраст да стекнат право на пензија без разлика дали другиот родител го има остварено ова право. Бесплатна здравствена заштита за лицата со попреченост и после навршувањето на 26 годишна возраст и бесплатно бањско лекување со придружник без старосно ограничување. Отварање на дневни центри во секоја општина, 3 регионални терапевтски центри и неколку мали групни домови за згрижување на децата после смртта на родителите. Измени во правилникот за остварување право на ортопедски помагала, набавка на електронски софтвер за гласовно читање и обуки за брајово читање на слепите лица. Преку измени и дополнување на Законот за работни односи, Законот за јавна администрација и Законот за административни службеници да се даде приоритет на вработување на лицата со попреченост и нивните родители согласно образованието. Примањето на посебен додаток да биде до 18 годишна возраст, а потоа да премине во додаток за попреченост, да важи за сите категории на попреченост со висина во зависност од тежината на попреченост. Додатокот за помош и него од трето лице да се дава со навршување 14 годишна возраст и да важи за сите најтешки форми на попреченост. Да се поттикне дебата и преиспитување на процесот и последиците од одземањето на деловната способност на лицата со попреченост, за да се оневозможи целосно социјално и работно исклучување на овие лица, како и намалување на судската такса при оваа постапка на минимален износ. Почитувани, во изминативе 3 години владата на Социјалдемократскиот сојуз и господин Зоран Заев покажа дека во фокус на сите политики е лицето и детето со попреченост. Но истовремено и семејството на лицата со попреченост согласно Конвенцијата на Обединетите нации. Значи, природна и основна групна единица на општеството и има право на заштита од страна на општеството и државата. И дека лицата со попреченост и членовите на нивните семејства треба да добиваат неопходна заштита и помош за да им се овозможи на семејствата да придонесуваат за целосно и еднакво уживање на правата на лицата со попреченост. Од тука во пресрет на 15 јули, денот на големата победа на Социјалдемократскиот сојуз, порачуваме дека како и досега и во следниот мандат владата на Социјалдемократскиот сојуз и господин Зоран Заев ќе биде исклучително кооперативна и отворена за соработка со лицата со попреченост и нивните семејства. И повикувам сите лица со попреченост, нивните семејства и сите невладини организации на 15 јули да излезат на гласање, да го дадат својот глас за продолжување на веќе започнатите процеси и искрена соработка во правец на унапредување на еднаквоста и социјалната инклузија на лицата со попреченост.
Благодарам.